Добро утро, почитувани следбеници на Делчево 365. Ово утро го започнуваме еве со овој парк на кој се работи денес, а е посветен на здраво, а е посветен на херојот Иле Гоцевски, кој животот го загуби откако превезуваше цела ноќ повредениот во несреќата во дискотека Пулс во Кочани. Денешните утрински муабети ќе ги започнеме со неколку информации од вчера. Вчера беше одржана седница на Совет на општина Делчево, беа донесени повеќе важни одлуки. Може и да прочитаме некои од тие важни одлуки. Беше усвоена годишната завршна сметка на општина Делчево. Се донесоа и акти по 30 вкупно точки кои беа предложени на дневниот ред. Завршената сметка за совкупните приходи во буџетот изнесува 424.070.323 денари. Потоа советниците ги усвоија и кварталниот извештај за извршување на буџетот за периодот од 1.1 до 30.9.2025 и кварталниот извештај за извршување на буџетот за кварталот 1.1 до 31.12.2025 со годишен извештај на општина Делчево за 2025 година. Исто така имаше донесена одлука Советот за изразување интерес на општините и сопствено финансиско учество на општина Делчево во предлог проектот за јакнување на општинските совети фаза 2 четврт циклус 2026-2027. Одлука за сопствено финансиско учество на општина Делчево во предлог проектот унапредување на енергетската ефикасност во регионот преку замена на јавно улично осветлување со лед осветлување, Smart LED Lightening Project, така се вика. Имаше и одлука за сопствено учество на општина Делчево во предлог проектот регионален центар за згрижување и контрола на популација на кучиња скитници и ветеринарно здравство во источен плански регион. Меѓу другите одлуки, одлука за формирање партиципативно тело на општина Делчево, усвоени беа годишните извештаи за реализација на програмата за развој на источно планскиот регион, членови на управен одбор во неколку училишта беа именувани, а можеби она што најмногу ги интересира родителите одлука и за утврдување на износот на надоместокот на трошоците за престој на деца кој ќе падне на товар на родителите од 23.3.2026, односно ќе има зголемување на цената за престој во градинка. Долги години цената за престој во градинка изнесуваше 1.499 денари, сега ќе изнесува месечини 2.000 денари. Имаше образложение од страна на директорката и од лицето задолжено за финансии, кој одговараше на прашања на некои советници и своје излагање имаше и советникот од СДСМ, зашто СДСМ нема да ја подржи одлуката. Сето тоа можете да го следите во живо на нашиот YouTube канал. Утрово, што би рекле дека утрово може да кажеме дека за утре е планирана крводарителска акција од страна на Црвен крст, општинска организација на Црвен крст Делчево. Денеска има хуманитарен кошаркарски натпревар во спортската сала Методи Митевски Брицо, исто така во организација на Црвен крст. Во недела Брегалница Делчево 1926 Делчево се среќава со Овчеполе, со Дорјанско езеро. Во рамки на редовното коло во третата фудбалска лига Исток, откако ова коло паузираше. Следевме доста возбудлива кошарка изминатиот викенд. Екипата на Патриоти во прва лига и во М16 забележа две значајни победи. Во М16 за останување при врвот на табелата,
во прволигашка конкуренција за задржување на шансите за опстанок во лигата. Што би рекле друго, не знам сега, вака не ми текнува, не знаете, ова е неподготвена емисија вака во живо, чисто да си поправиме муабет, да видите некој кадар од Делчево, да не биде секојдневно, меѓутоа некогаш и ако има потреба и секојдневно ќе се вклучуваме, односно ќе објавуваме вакви видеа, откако ќе го снимиме, подоцна го објавуваме веднаш на нашиот YouTube канал. Пред некој ден го снимивме доктор Тони Георгиевски за нашиот подкаст и таму малку беа изнесени фрапантни податоци, односно за зголемување на бројот на лица со белодробни заболувања. Најмладиот пациент има 19 години. Тоа се така едни лоши вести кои беа споделени на тој подкаст и беше кажано да се придржуваме до здравиот начин на живот, да не претеруваме, да биде се умерено. Се што се прави да биде во умерени рамки. Се што е претерано е штетно. Без разлика дали се работи за консумирање на алкохол, цигари, не дај Боже, дроги или други психотропни супстанции, тие не треба ни да се помислат последните што ги спомнавме, а камоли па да се употребуваат. А пораката беше упатена дека треба навистина да се грижиме, за да си поставиме на дисциплина на самите себе и да го почитуваме своето тело. Може да го погледнете подкастот исто така на нашиот YouTube канал. Еве сега ќе поминем уште една штука, близко сме до булеварот каде вчера беше објавена информација за засадување на украсни дрвца, почнувајќи од овде до Макпетро каде што се влегува, почнувајќи од влезот пред Дади Компани до овде вториот свиок. Имаше сега коментари повеќе као нема да биде прегледно кога ќе пораснат тие дрвца или од друг тип некој го поддржува проектот. Сега не знам, вие ќе оцените. Дава еден друг шмек на градот, но од друга страна дали ќе има проблеми сега, уште од сега не може да се каже колку тоа дополнително би го загрозило сообраќајот. Затоа се што се прави нека биде за поздравување, а за евентуалните контраефекти, како викаат, подоцна се дознаваат. Некои можеш да ги предвидиш, некои не. Осум минути 33 секунди трае ова видео, јас мислам дека е доволно за да не ве оптеретуваме. Што би кажале друго, освен да ви посакаме убав ден. За сега нема врнежи, барем коловозите се суви не врнело во изминатите 5-6 часа. Во текот на ноќта може би имало малку врнежи. Се ближи големиот христијански празник Великден, уште една недела. Оваа недела и ќе се одбележат и ќе има и повеќе настани по повод денот на здравието. 7 април ми се чини исто така дека е главниот настан, а вообичаено во Малешевијата компанијата Зегин организира заеднички настан за здравствените работници, кој се пак совпаѓа со имендено, така да кажеме, на господинот Благо Механџиски Зегин, кој се сеќаваме на еден настан на кој не поканија минатата година. Тогаш некако беше близу датумот на празникот, неговиот роден ден и на денот на медицинските работници, па има обичај човек од компанијата, еве, господинот да ги собере
вработените во здравствените домови во Делчево, Берово, Пекчево, Каменица и така на една заедничка забава. Тоа е тоа, еве да го завршиме овој разговор со муабетот дека треба да имате убав работен ден или воопшто убав ден.